Силјановска Давкова. Гордана Силјановска Давкова, реплика. Благодарам. Инспирирана сум од вашата дискусија, особено од повикот за нужноста од дебата. Но не можам да не кажам дека нашиот парламент во актуелните оценки важи за еден од парламентите во кој има најмалку дебата. Дебатата не се перцепира само дебата меѓу пратениците од власта и опозицијата, туку дебата во која ќе биде вклучена стручната и научната јавност и оние кои што се најквалификувани да застапуваат определени интереси. Да речеме, деновиве ние слушаме што мислат синдикатите, деновиве ние слушаме што мислат коморите, деновиве се одважија да го кажат својот збор луѓето од науката. Мислам дека дури и за време на COVID-19, дури и за време на една нова нормалност, и во оваа зграда има простор за да може безбедно и понас и понив да се организира ваква инклузивна дебата. И ќе се согласите дека час поскоро треба да размислиме за тоа. Второ, се разбира дека вие треба да ги браните концептите во кои што верувате, меѓутоа само евалуацијата не е евалуација. Евалуацијата од другите е вистинска евалуација. И трето, да, за поздравување е грижата за најранливите категории, проширена е листата и тоа е за поздравување. Меѓутоа, мислам дека понекогаш мерките се противречни. Низ призма на покачувањето на цената на струјата од 7,4, ние гледаме дека она што е сега социјална или социјалдемократска акција, од друга страна, наидува на еден отпор од нешто што би го нарекла јас неолиберален потек, бидејќи регулаторните тела и по начинот на изборот и по начинот на делувањето далеку од тоа дека ги представуваат интересите на граѓаните. Завршувам најважното. Кога ги споменав мојот омилен економист Штиглиц и покрај тоа што ја критикува Светска банка, ММФ и Светска здравствена организација и Нобеловецот Пол Кругер, не можам да не кажам на едно предупредување на последниот. На опасноста од рефеудализација во моментов во светот, особено во малите држави во кои спаѓа и нашата. Тој вели дека, бидејќи социјалдемократска власт имаме ние така, таа треба да создава социјални добра, како? Преку социјална политика. Благодарам. Извинете, последната реченица. Јавно здравство добро е социјално добро. Ако имавме ние добро јавно здравство, полесно ќе се справевме со оваа криза. Благодарам. Ама во моментов има латиноамериканизација во Македонија, преку латифундисти со марихуана и рудници, и тоа е она на што укажува Кругер. Опасност од рефеудализација. Од една реченица